Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во неа извештај на Стејт Департментот за човековите права. Во делот за Македонија стои дека најважен проблем е неуспехот на владата целосно да го почитува владењето на правото. Но најнапред блокот вести. САД на надлежните органи во Босна и Херцеговина им го испорачаа Дејан Радојковиќ, босански србин и поранешен командант за време на војната во 90-тите. По него имаше издадено потерница за наводни воени злоустройства врз несрпско население. 61-годишниот осомничен се соочува со кривични обвиненија за неговата улога во масакрот на околу 8000 муслимански мажи и момчиња во Сребреница. Граѓански федерален суд го осуди американскиот војник од прва класа Насер Джейсон Абдо за вмешаност во неуспешен напад во ресторан во Тексас, популарен меѓу војниците во базата Форт Худ. Во пресудата стои дека Абдо планирал да детонира бомба надвор од ресторанот, пошто би пукал во луѓето додека се обидуваат да избегаат од зградата. Конечната пресуда ќе биде изречена на 20 јули. Успешно завршена историска мисија. Ракетата SpaceX Dragon во собственост на приватна компанија се спои со меѓународната вселенска станица. Ракетата ќе остане на врвот на роботска рака на станицата една недела додека се истоварат преку 500 килограми намирници за екипажот. На враќање на земјата SpaceX со себе ќе понесе непотребна опрема. А од NBA на чело со Двейн Вейд и неговиот 41 поен Мајами Хит одат понатаму. Со 105-93 ги совлада Индиана Пейсерс и се пласираа во финалните надпревари на источната конференција. Следната рунда ќе започне во Мајами во понеделник, а противник ќе биде или Филаделфија или Бостон. Извештај на Стејт Департментот за човековите права. Официјален Вашингтон оценува се случиле историски промени од арапската пролет па се до Бурма. Во однос на Македонија пак наведува дека владата се меша во судството и медиумите и ги гони политичките противници. Колегата Јане Боаджиевски дава резиме на овој извештај. 2011 била бурна и значајна за оние чии човекови права беа загрозени и за сите кои се обидоа да обезбедат владите да ги почитуваат правата. Рече американската државна секретарка Хилари Клинтон на објавувањето на редовниот годишен извештај на Стејт Департментот на оваа тема. Таа го потенцираше фактот дека милиони луѓе ширум светот кренале глас за почитување на човековите права, од револуциите на арапската пролет на Блискиот Исток па се до Бурма, каде дојде до историски политички реформи. Во делот за Македонија стои дека најважен проблем е неуспехот на владата целосно да го почитува владењето на правото, што се одразува во незиното мешање во судството и медиумите, во селективното судско гонење на политичките противници на државниот врв, како и во значителното ниво на владина корупција и неказнивоста на полицијата. Стејт Департментот како област за која постои голема загриженост ги нотира и меѓуетничките односи меѓу македонците и албанците, како и дискриминацијата против ромите и другите етнички и верски малцинства. Извештајот наведува и проблеми во однос на човековите права поради лошите затворски услови, домашното насилство и дискриминацијата против жените и лицата со посебни потреби. Има и обштествени предрасуди кон лесбејките, мажите хомосексуалци, бисексуалците и трансродовите лица, кои според американската влада се на удар дури и во медиумите. Стејт Департментот информира и дека владата во Скопје презела одредени чекори за казнување на полицајците виновни за прекумерна употреба на сила, но сепак потенцира дека неказнивоста на полицијата и натаму е проблем. Во годишниот извештај на Стејт Департментот за состојбата со човековите права ширум светот, како особено тешка се карактеризира ситуацијата во неколку држави: Иран, Северна Кореја, Туркменистан, Узбекистан, Сирија, Белорусија и Кина. Летните олимписки игри во Лондон започнуваат за само 2 месеца. Додека цел свет со нетрпение го чека настанот, градот на Темза навидум не го тресе олимписката треска. За Лондон деновиве од следнава репортажа. Франците повеќе се фокусирани на 60-та годишнина од владењето на кралицата Елизабета. Па сепак има и такви кои се возбудени заради престојниот настан, особено оние кои го посети.
А во наредниот Newsflash, дури и во време на видеоигри и интернет, старото добро раскажување на приказни нема алтернатива. Гледајте на и в понеделник. Во понеделник во Newsflash не само обично читање, со раскажувањето приказни до подобра комуникација и самоувереност кај децата. И ова е крајот на денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За најново од САД и светот ве покануваме да ја посетите нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, уживајте во викендот и гледајте не в понеделник.